Хибридната сала која ќе се гради во склоп на државната клиника за кардиохирургија ќе ја намали смртноста при најсложените операции од 40 на 2%, истакна министерот за здравство Никола Тодоров при посетата на државната кардиохирургија. Според Тодоров, оваа сала ќе биде единствена од ваков вид во поширокиот балкански регион. Ова ќе значи помалку болнички денови, ова ќе значи помалку инвазивни методи, ова ќе значи побрзо отпуштање на пациентите од болница дома, ова ќе значи многу помали компликации и она што е многу значајно, ова значи сериозно намален морталитет кај најсложените операции. Тодоров посочи дека клиниката за кардиохирургија се развива и подобро од очекуваното. Пред 2 години, кога клиниката беше отворена, започнала со 30 пациенти, а оваа година, според проценките на надлежните, се очекува да заврши со повеќе од 300 пациенти, што според првиот човек на македонското здравство покажува дека се повеќе пациентите и веруваат на оваа клиника и одбираат да бидат третирани овде. Министерот потсети и на најавените инвестиции во областа на здравството. Тука влагаат изградбата на новиот клинички центар во Скопје, изградбата на клиничката болница во Штип, реконструкцијата на клиниката за кардиологија, на инфективната клиника, на градската општа болница 8 септември, реконструкција на сите амбуланти во Скопје, комплетна внатрешна реконструкција на клиничката болница во Битола, проект вреден 10 милиони евра, комплетно нова здравствена инфраструктура на трите клинички болници, покрај Тетово која што е веќе направена, клиничката болница во Штип која што се гради и клиничката болница во Битола. Тука влагаат и комплетната реконструкција на болницата во Струмица, Свети Еразмо во Охрид. Со средства во висина од над 200 милиони евра ќе се градат нови болници и ќе се обноват веќе постоечките, а ќе биде набавена и нова опрема. Овие проекти ќе бидат реализирани во следниве 4 години, информираат од Министерството за здравство.